Катица Јанева и нејзините соработници може да отворат и милион случаи без аргументи, на база на кафански муабети, на база на шпекулации, на база на посакувани сценарија кои тие очигледно ги креираат на дневна основа, но најважно е како ќе ги затворат. Јас ќе кажам како што си ги отворија без докази, така и ќе си ги затворат без докази. Затоа што не може вие со повторување на една ноторна лага, за која се свесни дури и малите деца дека едноставно не држи вода, да ја направите вистина. Тоа не поминува нити кај македонскиот народ, нити поминува на друго место. Впрочем, целата оваа активност и на Зоран Заев, и на Катица Јанева, и на чадорот што ги штити, координира и инструира во изминативе 2,5 години очигледно не вроди со плод. И ако некој се запраша, па зарем е можно да се потрошат толку пари, ресурси и енергија, знаеме ние колкави буџети на располагање има специјалното јавно обвинителство и со какви фондови оперира Социјалдемократскиот сојуз, и да дојдете до една ситуација после една таква, условно речено, жестока, негативна, неаргументирана кампања, вие повторно да бидете губитник на изборите. Затоа што губитник на овие избори не е само Зоран Заев и СДСМ, губитник е и специјалното јавно обвинителство, бидејќи тие беа исторениот играч во кампањата на СДСМ, но губитник е и оној што проценил дека тие се личностите, односно структурата која ќе ја спроведе агендата која ја замислиле за Република Македонија. Очигледно и ВМРО-ДПМН како партија, и поединците од ВМРО-ДПМН, но и целиот македонски народ покажа дека луѓето се свесни и знаат да прават сопствена проценка и да дадат сопствен суд за нештата што се случуваат, и не им треба Сорос со неговите марионети да им кажува која е лагата, која е вистината.